Благодарам. Планот 369, што тоа конкретно значи за граѓаните? Значи се работи за еден процес за кој што владата е сериозно посветена и фокусирана со целиот свој капацитет на негово реализирање, на одредени мерки, конкретни активности, законски решенија, уредби, подзаконски акти, кои што во период од 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци треба да ги реализираме, за да можеме да ги спроведеме реформите, кои што се паралелно потребни прво за граѓаните на Република Македонија, а второ се бренчеви кои што треба да ги исполниме, односно цели, за да можеме да очекуваме позитивни извештаи од Европската Унија и да чекориме кон нашето приближување кон ЕУ и НАТО. Со процесот на реализација на 3 месеци сме комплетно задоволни, затоа што 98% од мерките кои што беа во самиот план се реализирани. Во процесот од 6 месеци, кој што веќе го почнавме, конкретна импликација на ваквите мерки се меѓу другото и законските решенија кои што се денеска во собранието. Во процесот од 6 месеци, а заедно со 9 месеци, ќе дојдат уште посуштествени закони, кои што на крајот треба да ги заокружат комплетните реформи од неколку области. Но ќе зборувам што тоа значи за граѓаните. Судските реформи треба да доведат до состојба во правосудството. Тоа е судството и јавното обвинителство, каде што никогаш повеќе граѓанин кој што е невин ќе биде осуден. Никогаш повеќе. Но граѓанин кој што се огрешил пред законот во транспарентна и законска постапка ќе биде осуден и кривично казнет, ако е кривично дело, или прекршечно казнет, ако е прекршечно дело. Тоа треба да ја испрати пораката на независно судство, кое што ќе значи никогаш повеќе во позадина од политички и други мокници да се местат судски процеси, да се продуцираат кривични пријави, да се прават истраги и малтретирање на граѓани од било кои други причини, освен причините правда и правичност за сите. Реформите во правосудството треба да овозможат начинот на мотивирање на судиите и начинот на нивно санкционирање да биде транспарентен, јасно достапен и да знаат судиите дека конечно ќе биде исправно нивното работење, ако е согласно устав, закон и лично убедување. Истото важи и за јавното обвинителство на Република Македонија. Секако, дел од овие закони кои што веќе дојдоа, ќе ги овозможат конечните цели кои што сакаме да ги постигнеме, а тоа е законот за заштитените сведоци, законот за укинување на институцијата за утврдување на фактите, паралелно се кооптира тоа во третиот закон кој што е пуштен за промените на законот за судски совет. Следува закон за судовите. Ке следува закон за судски совет, каде што сакаме по пат на транспарентна постапка да бидат поставувани судскиот совет, советот на обвинители, без било какво влијание на политиката, на еден независен и транспарентен начин да доаѓат вистински луѓе на вистински места, за да можеме пирамидално да го поставиме системот како независен, уставно поставен столб на власт, кој што апсолутно не треба да зависи од никој. Паралелно со тоа, како ќе се случуваат реформите, ќе ги следиме и со зајакнување на финансиската независност на правосудните органи во Република Македонија. Тајните служби, веќе процесот е отпочнат. Реформите во Министерството за внатрешни работи во првиот чекор се однесуваат на реформите во тајните служби. Моделот кој што по пат на дебата со експерти, домашни и странски, со граѓански организации и институциите во владата го дефиниравме е на дебата веќе пуштен пред собранието. Моделот кој што е избран треба да овозможи да буквално следењето на комуникациите и другите видови на следење бидат издвоени од политичките стеги и управувања преку Министерството за внатрешни работи. Затоа што може да ни се случат работи кои што ги видовме во минатото. Моделот нуди комплетна независност на употребата на опремите и сето она што значи следење, независно, единствено под контрола на јавното обвинителство.
МВР ќе има допир до самиот систем само во делот на борбата против тероризмот, екстремизмот, радикализмот и она што е негова основа. И така по нашиот законски законодавството во државата, истрагите, гонењето го води јавното обвинителство, нема зошто МВР да има директен пристап на комуникацијата, на следењето на телефоните, кога се работи за криминал и корупција. Тоа ќе биде возможно само со судска пресуда, под раководство на јавен обвинител, кој што ќе се знае кој одговара за секое следење на комуникации или било какво следење во државата. Самиот модел, издвоен вака од Министерството за внатрешни работи, ќе биде достапен и за царината, и за другите агенцијата за разузнавање и другите институции, и апсолутно представува модел кој што е меѓународно подржан. Јас слушнав дека и опозицијата дава поддршка на таквиот модел. Се надевам дека тоа ќе биде така, заради тоа што на тој начин ќе градеме поголема доверба во институциите на системот, посебно по прашања како што беа следењето на комуникациите или тајните служби во Република Македонија. Реформата во државната јавна администрација предвидува комплетна сервисна ориентација на државната администрација. Тоа значи мерење на ефективност и ефикасност на јавната администрација во делот на испорачувањето на услугите на граѓаните. По пат на транспарентна постапка, согласно критериуми и нормативи, покрај законските обврски, поставување на раководни и одговорни лица на секоја јавна институција. Реформата во државната администрација, ако успееме, а мораме да успееме, да ја завршиме, сум убеден дека ќе даде сериозен прилог во севкупниот економски напредок на квалитетот на живот на граѓаните. Затоа што смислата на постоењето на државата и државните институции се граѓаните. И конечно, после ваква политичка криза, јас сум убеден дека Македонија извлече поуки, сите политичари и политички партии извлекоа поуки, конечно е добар период да ја средиме државната администрација и да биде вистински сервис на граѓаните. Медиумите, знаете дека заедно со Сдруженијата на медиумите, со новинарите и медиумските работници работиме на законско решение, кое што треба да доведе на комплетна 100% независност на медиумите во Република Македонија од извршната власт или од било кои други центри на моќ кои што можат да прават дисторзии во медиумскиот простор. Ако медиумите бидат независни, тоа ќе значи дека буквално се ја вршат улогата на шеста или седма сила, знаејќи дека на вистина ќе бидат коректив на извршната власт, ќе знаат да ги потврдат добрите политики, но и силно да ги искритикуваат лошите политики на извршната власт, без разлика дали е тоа општинска или централна, и убеден сум дека преку ваквиот модел, кој што ги носи прво реформите во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, преку законот, и Македонската радиотелевизија, ќе го разграничи можноста на комплетно независност на она што значи медиуми од делот во собственоста на државата и она што значи рамноправно претендирање на пазарот, на финансиите, кое што е право на приватните медиуми со национални, регионални или локални концесии. Македонската радиотелевизија ќе добие независни органи на управување, како што се директор, финансов директор и другите видови, независни уредувачки тим, но ќе добие независно финансирање. Меѓу први и пети во месецот, 1/12 од парите им се празнат и тоа нема да зависи ни од Заев, ни од Тевдовски, ни од било кој. Преку ваквите реформи, МРТВ повеќе нема да има потреба да зима од колачот на парите кои што доаѓаат за рекламирање од бизнис секторот, тие ќе останат исклучиво за приватните медиуми. Ако Македонската радиотелевизија поставиме добро, сум убеден дека и независните медиуми од делот на приватниот сектор многу брзо ќе се позиционираат комплетно растеретени и финансиски, и политички, и секако во делот на креирањето на своите програмски содржини, а пред се и над се она што е важно за граѓаните, информативниот дел од секој карактер, кој што на крајот мора да биде значителен коректив за граѓаните. Јас апелирам до медиумската заедница на конструктивен прилог, буквално решението е решението од ЗНМ,
решението од Питер Вак Војте, решението од медиумските работници. Нека имаме конструктивен прилог кон ова работа, ако сакаме конечно и да го донесеме законското решение. Ако не, буквално одење до безкрај, само ќе го развлекува процесот, а на Македонија и треба брзи и конкретни резултати во реформите.